Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Наша и ваша гостинка вечерва е председателката на антикорупцијската комисија Билјана Ивановска, а ќе видите и пократко интервју со амбасадорот на Холандија Дирк Јан Коп. Антикорупцијска бара од премиерот Заев да утврди одговорност кај вице-премиерот Кочо Ангјушев. Дали тоа може да се сведе на сугестија до премиерот Зоран Заев да поведе иницијатива за разрешување на министерот Ангјушев до собранието? Што и да одлучи, е должен да не извести во рок од 60 дена. А што може да биде друго, освен да поведе иницијатива за разрешување? Или да не поведе. Да поведе или да не поведе. Дали Холандија би прифатила во пакет почеток на преговори со Северна Македонија и Албанија? It is merit-based, it is strict and fair, and at this point that assessment leads us to a position where we see possibilities for North Macedonia to start the negotiations, and we don't see those possibilities yet for Albania. Ова е само најава, со интервјуата се враќаме за кратко. Гледате 360 степени. Холандија не сака да зборува за историска грешка, како што некои други земји членки и функционери на Европската Унија ја квалификуваа неможноста да се постигне консензус за отворање пристапни преговори со Северна Македонија. Холандскиот амбасадор во земјава Дирк Јан Коп вели дека станува збор за препрека на патот која може да се надмине. Тој потврдува дека во вторник на Советот за општи работи на Европската Унија ќе има расправа на оваа тема, но без конкретни одлуки. Yes, it will be on the agenda of the General Affairs Council next week, I think. But that is an inventory. It will be, I think, briefly discussed where we stand now. It is clear we need a new report from the Commission. The Commission is not yet operational. The hearings are still going on. So there will be, you cannot expect any new decision in the General Affairs Council. There will be an inventory, and the good thing is that it shows that the issue is alive, that member states are concerned about what's going to happen next. But again, there will be no decisions in this council. Целото интервју на Владимир Мирчевски со холандскиот амбасадор ќе го видите подоцна во емисијата. Продолжуваме. Државната комисија за спречување на корупцијата денеска одлучи да покрене иницијатива до премиерот Зоран Заев за утврдување одговорност кај вице-премиерот Кочо Ангјушев при носењето на владината одлука од крајот на 2017 година за укинување на царината од 15% за увоз на електрични литиум-јонски акумулатори за период од 10 месеци. Четворица од 7 членови на антикорупцијската комисија кои денеска гласаа за поведување иницијатива сметаат дека Ангјушев се наоѓал во судир на интереси и дека учествувал, а не смел во расправата на владината седница кога е донесена одлуката поради тоа што имал приватни интереси. Имено компанијата Брако од Велес, во која Ангјушев има посредна собственост, увезува вакви акумулатори за производство на електрични камиони, што е потврдено и со конкретни податоци од државните институции. Добро вечер и добре дојде за Билјана Ивановска, председателка на Државната комисија за спречување на корупцијата. Вие денеска бевте една од четворицата членови на ДКСК кои гласаа за поведување иницијатива. Има различни толкувања во јавноста што значи иницијативата. Дали тоа може да се сведе на сугестија до премиерот Зоран Заев да поведе иницијатива за разрешување на министерот Ангјушев до собранието? Добро вечер прве. Ви благодарам за поканата и една мала корекција. Значи во најавата на два пати го испуштате целосното име и на комисијата. Значи комисијата е за спречување корупција и судир на интереси. Ова го дополнувам токму поради тоа што примерот за нашава дискусија сега е од аспект на постоење на судир на интереси. Што би значила нашата сугестија? Нашата сугестија се заснова на аргументите кои што ги утврдивме, што укажува на дел од работењето на вице-премиерот
Одлуката е на премиерот како ќе донесе и што значи што смета тој под утврдување на одговорност. Меѓутоа, што и да одлучи, е должен да не извести во рок од 60 дена. А што може да биде друго, освен да поведе иницијатива за разрешување? Или да не поведе. Да поведе или да не поведе. Но сепак, ако реши да го санкционира, така тоа би значило иницијатива до собранието да биде разрешен Ангјушев, така? Меѓу другото, да. Дали, сега е хипотетичко прашањето, но бидејќи премиерот Ангјушев денојве, може би во очекување на ваква одлука, бидејќи тој беше кај вас да даде изјава, дава изјави дека неговиот мандат ќе заврши веројатно со мандатот на политичката влада, затоа што така ветил и така дал збор, а тоа би значило дека не би бил на списокот на техничкиот премиер во владата која што треба да стапи на сила од 3 јануари. Дали вие би биле задоволни ако Ангјушев не го видите на тој список? Значи, како да ви кажам, ние не го правиме списокот на владата, ние сме должни да ги обелодениме состојбите. Да ги обелодениме пред граѓаните состојбите, што значи нашето задоволство ќе се совпадне со задоволството на мнозинството граѓани. Мислам, не би требало ваквите состојби да се повторуваат. Значи, пред се оваа комисија има превентивна улога, значи треба да укажува да не се случуваат вакви работи. Ако ова сме го детектирале сега по анонимна пријава во владата, пред нас стојат уште многу влади, значи ваквите состојби не треба да се појавуваат. А ова беше по анонимна пријава? Да. Кога ја добивте пријавата? Летово. Иако претходно медиумите известуваа за ова, знаете. Алсат, мислам дека уште во септември 2017 известуваше. Да. Па добро се, 2017 ние почнавме со работа 2019 бевме нагрнати навистина со многу пријави, меѓу кои беше токму и оваа пријава, како што беа и другите пријави за кои се однесуваат исто така на вице-премиерот Кочо Ангјушев, каде што пак не утврдивме наоди. Значи, ние ги утврдуваме состојбите врз основа на аргументи. Аргументите ги добивме од владата на Република Македонија, на Република Северна Македонија, но и од други надлежни министерства, како што е Министерството за економија, Министерството за финансии и така натаму, Секретаријатот за законодавство. Тие се аргументите за... Вашата денешна одлука не е едногласна, 4-2 и еден кој што се иззема од гласање. Тоа е нашиот колега Горан Трпеновски, Совка Пеовска-Дојчиновска, двајцата гласаа против поведување иницијатива, а Катица Николовска се иззема од гласање. Не од се. Катица Николовска постапи точно по нашиот закон, кога некој пријавува потреба да се иземе, значи она се изема во целокупната постапка по овој предмет. Тоа значи разгледување на овој предмет на колегиум и понатаму разгледување на седница, вклучително и гласањето. Како го образложи иземањето? Си поднесе писмено известување, си имале они некои поранешни релации од диск, Граце и така натаму, сега не е ни битно. Битно дека си достави на писмено известување дека се изема. И тоа иземање беше точно во целиот процес на постапувањето. 4-2? 4-2. Каков е вашиот однос кон овој тип на гласање во комисијата? Бидејќи не е едногласна одлуката, очигледно кај овие колеги имало некакви дилеми за тоа дали сте во право кога денес сте повеле оваа иницијатива. Знаете како се, оваа комисија јавно се избра. И се водеа јавни интервјуа во собранието. Значи членовите јавно одговара. Целокупното наше постапување е јавно. Они своите образложенија исто така си ги кажаа јавно пред новинарите. Така што ова е плурализам, демократија, како да кажам, секој има право на свое мислење. Јас не би ги коментирала нивните аргументи тука. Мислам, ние си дадовме своји коментари таму каде ше местото на седницата. Си ги спротивставувавме нашите аргументи, дебатиравме, разговаравме околу ова и на крајот секој по своето убедување си гласаше. Битно беше дали ние дилемите кои беа, дали тој го сокрил судирот на интереси или не го сокрил. Ајде малку поконкретно за случајот да видиме за што станува збор. Денеска вице-премиерот Ангјушев во писмена реакција повторно вели во конкретниот случај за намалување на царинските стапки за литиум-ионски батерии за акумулатори, уште еднаш потврдувам дека во предметот имам доставено изјава со која се изземам од постапување и одлучување.
Ако е така, тогаш вие денеска не требало да покренете Не е иницијатива. точно. Не е точно. Што не е точно? Значи, вака се. Целиот овој предмет малце има поголема историја. Значи, затоа и ние го поделивме во две фази. На почеток, во 2017 година, некаде септември месец, фирмата Брако поднесува барање до Стопанска комора, за Стопанска комора да поднесе барање до Министерството за економија, тоа да иницира донесување на одлука од страна на владата на Република Северна Македонија за намалување на царината. Сега, Стопанската комора тоа го проследува до Министерството за економија и тоа си оди кругот како што треба. Во тој случај, вице-премиерот си поднесува изјава во која што има наведено дека ја доставил до Министерството за економија и до владата. Таа изјава нема приемен штембил од страна на Министерството за економија, ниту од страна на владата, меѓутоа како и да е, се однесува за тој предмет бидејќи е напишано архивско бројче на тој предмет. Конкретно на тој поднесен од фирмата Брако до Стопанска комора. Значи, тука приказната завршува. Предлог одлуката од Министерството за економија оди понатаму на седница на влада. Меѓутоа, владата ја одложува оваа точка, значи не ја донесува одлуката и тука приказната завршува. Некаде околу 26 септември 2017 година на таа седница на влада приказната завршува. Меѓу другото, затоа што Министерството за финансии дава негативно мислење? Не, ништо. Значи, ништо. Тука не се зима тоа во предвид. Значи, завршува постапката. Понатаму. Доаѓа писмо од Полската амбасада до Министерството за надворешни работи, во кое се наведува дека по средбата на полската фирма Полмод со вице-премиерот Кочо Ангјушев ви доставуваме наше барање да овозможите увоз на овој вид производи без царина и така натаму, со образложение дека тие како фирма имаат намери во Македонија да отварат фабрика за прање електрични автобуси и така натаму си дават своје образложение. Тоа писмо, значи, укажува први на средба на вице-премиерот со таа фирма кон крајот на месец септември 2017 година. Што значи дека тој бил свесен за што се работи, значи неговото образложение беше дека тој мора да ги прими сите странски инвеститори, што држи, нормално дека треба да ги прими сите. Меѓутоа, од разговорот со овој странски инвеститор, тој имал сознание дека понатамошното действие ќе има реперкусија, односно влијание врз неговиот личен интерес, бидејќи се работи за интерес кој што ќе го створи фирмата Брако, каде што тој се јавува посредно како собственик. Феро Инвест, нели собственика, тој е во Феро Инвест и така натаму. Ова писмо од МНР се проследува до Министерството за економија. Министерството за економија подготвува предлог одлука и ја доставува до сите надлежни институции да побара мислење од нив. Меѓу тие надлежни институции Министерството за финансии, кое што се искажува негативно, а исто така и кабинетот на вице-премиерот треба да се изјасни и кажува дека од аспект на економски политики оваа одлука е окей. Ова мислење е подпишано од самиот вице-премиер Кочо Ангјушев, што исто така е спорно. Меѓутоа, ајде и тоа да го земеме во предвид дека други го изработиле мислењето, а тој само го парафирал, макар што можел и тука да се иземе. Бидејќи нашиот закон е многу дециден. Кажува дека службеното лице е должно да го пријави постоењето на приватниот интерес, ај сега да ја земеме во предвид и да важи претходната пријава, која се однесуваше на истава проблематика, меѓутоа на друг предмет, така. Вика е должно да го пријави постоењето на приватниот интерес и да се иземе пред расправата, пред одлучувањето и така натаму. Сега, понатаму, доаѓа предлог одлуката на Министерството за економија доаѓа на седница на влада. И ние побаравме записник од седницата на владата, ги побаравме стенограмите. Во записникот стои дека вице-премиерот присуствувал на седницата. Меѓутоа, исто така во стенограмите гледаме дека тој учествувал во расправата и укажувал на кој начин треба Министерството за економија да ја поправи одлуката за да биде во согласност со барањата кои што ги дава Министерството за финансии. Значи, ова е крунскиот доказ од кој што заклучувате дека Ангјушев учествувал во расправата. Не се иземал. Не се иземал, учествувал во расправата. Туку помагал да се додефинира предок одлуката за да биде соодветно на потребите и барањата. Така. Тоа е конкретната состојба на судир на интереси, која што е многу јасно дефинирана во нашиот закон и која што на вистина ние мислам не можевме да заобиколиме. Дали конкретната полска фирма за која што полската амбасада го известува дека има интерес да влезе и да инвестира во земјава, е влезена во држава?
Значи, заврши таа приказна, нема ништо регистрирано во нашата држава. Тие од информацијата што ни ги даде вице-премиерот, наводно отишле во Србија да инвестираат. Значи, тоа што е дадено во образложение на предлог одлуката зашто треба да се донесе и кои ќе бидат бенефитите на нашата држава, тоа е сосема друго прашање. Прво, ништо тоа не е остварено, меѓутоа тоа воопшто не беше предмет на наше одлучување денес, да направиме граница, заради тоа што некои од членовите имаат токму тука дилема каков е ефектот од одлуката и така натаму. Значи, наша надлежност денес не беше да разговараме дали политиката на владата е добра или не е добра. Тоа е предмет на друга анализа и ние тоа го тргаме на страна. Денешното одлучување беше дали тој се наоѓал во судирни интереси или не се наоѓал. Дури и полската фирма да влегла во меѓувреме и да инвестирала, вие сметате дека значи, дотолку повеќе тој како вице-премиер имал влијание и така натаму, тоа ќе беше друга приказна плюс. Значи, тоа не ни интересира какви се ефектите од одлуката, може да бидат позитивни, негативни, затоа што тоа е предмет на сосема друга анализа. Најчесто треба да се направи ревизија на успешност за политиките кои ги влече владата. Тоа е сосема друга анализа. Ние сега само утврдувавме состојба, постои или не постои состојба на судир. Дали испитувавте евентуално колкава е штетата по буџетот? Значи, не испитувавме тоа, заради тоа што од оваа одлука, тоа би требало Царинска управа да каже. Значи, не испитувавме тоа. Ви кажувам... А имате ли податоци дека во овој меѓупериод вие, иако медиумите веќе известуваа дека конкретната фирма Брако увезувала литиум-ионски Да, и не само Брако, и многу други фирми. Ние побаравме анализа од Царинска управа и ни даде под тој тарифен број тие фирми увезувале без царина. Дури сугестијата на Министерството за финансии на почеток била да не биде 0, да биде барем 2,7 колку што изнесува во европските држави. Меѓутоа не се останало да биде 0, од ова се офајдиле и други фирми, не викам не. Не е тоа предмет на оваа анализа, ќе повторам. Значи, ние сме, затоа и ве поправив на почетокот, Комисија за спречување корупција, меѓутоа и судир на интереси. И сега реагираме од аспект на состојба на судир на интереси. Дали е престрого според вас по ваква една ситуација да барате од премиерот да иницирате разрешување? Тоа кажува. Вика, постоењето на приватен интерес од страна на службено лице представува повреда на должноста и основа за покренување постапка за утврдување одговорност и изрекување на мерки согласно овој закон. Ние само се повикуваме на нашиот член, ништо повеќе. Не сакаме да сме ниту строги, ниту благи, ниту ме разбирате. Едноставно ги имаме тие аргументи, постапуваме по тие аргументи, по она што е напишано јасно во законот и тоа е, толку е нашето. Добро, денеска донесовте и две други одлуки, практично ги затворивте предметите за лидерот на ВМРО ДПМНЕ, Христијан Мицкоски и повторно за вице-премиерот Ангјушев, но во случаите во кои што тие се собственици на компании кои што имаат мали хидроцентрали, зошто не најдовте основи за да ја продолжите постапката? Да, немаше основи заради тоа што, знаете, многу детално и многу внимателно се работе овие предмети, бидејќи темата е чувствителна, а уште повеќе се работи за луѓе кои што се на високи позиции и тие предмети, вклучувајќи го овој предмет, се изработени со многу големо внимание. Одено е чекор по чекор, значи од огласот, конкурсот на владата, па понатаму до пријавување, до конкурирање на нивните фирми. Значи, целокупната постапка е максимално добро запазена. Беше тоа елаборирано од нашите членови кои што ги работе овие предмети. Ние не можеме да измислиме нешто, заради тоа што и нашата работа е под лупа на јавноста. Утре ден може било кој да побара и да направи увид во работењето наше и во предметите и да види врз основа на што ние ги носиме одлуките. Ние не можеме да измислиме дека они биле вршеле некој, да речеме, Христијан Мицкоски како советник, како не знам што, вршел влијание за да ги добие концесиите. Точно поред утврдивме од кога до кога бил конкурсот, кога тој станал советник, кога бил директор во ЕЛЕМ и така натаму. Значи, прецизно, баш онака со, како да речем, како некој вид датотека, направивме и утврдивме дека нема никакво прекршување.
Ниту кај Ангјушев. Ниту кај Ангјушев. И во тој случај кај Ангјушев, буквално во секој записник од комисија, од седниците има извадок од записникот каде што е наведено дека на седницата не присуствуваше вице-премиерот и не на седницата ниту во одлучувањето. За разлика од случајот со да, за разлика од акумулаторите и тој случај, батерии. иако овие се во некој многу близок период. Значи, кристално чист случај. И едниот и другиот. И нас ни е мерак кога ќе го докажеме и доброто. Заради тоа што не е комисијата тука само нели да вади лоши случаи, меѓутоа еве кога постојат дилеми во јавноста дека нешто се случува, дека можеби постои некакво влијание, судири и така натаму, должни сме да го белодениме тоа дека еве нема. Да. Христијан Мицковски, за волја на вистината, во меѓувреме излезе од собствеништвото на ми фирмата. извести за тоа, која што е собственик на овие мали хидроцентрали. Колку сте задоволни од досегашниот биланс? Еве, првично да ги земеме вашите иницијативи за кривично гонење. Неколку се уште живи, но неколку ви беа отфрлени. За сега ниедна го нема пројдено прагот на официјална истрага. Случајот за Блерин Беџети во каква фаза е? Во предистрага или во истрага? Значи, они донесоа одлука дека ќе почнат понатаму јавно обвинителска одлука, како се викат. Значи, они продолжуваат понатаму. Известување имаме од јавното обвинителство дека оформило предмет по поднесената иницијатива и постапувајќи по истата поднело барање за собирање на потребни податоци. Да, тоа е уште предистрага. Предистрага нема истрага, но да видиме како ќе оди понатаму случајот. Да, меѓутоа ете не ни е отфрлен предметот. Што е со другите? Со Владимир Панчевски поднесовте исто така иницијатива до јавното обвинителство за негово кривично гонење, ви беше отфрлена, станува збор за едно вработување на лице кое што воопшто не било дел од конкурсот, од постапката. Така. Тоа беше негово блиско лице, роднина. Тој не конкурирал на јавниот конкурс, меѓутоа се нашол на листата на примени лица. Ви беше отфрлено поради тоа што делото било застарено. Да. Меѓутоа, кривичниот суд како засегната страна, бидејќи се работи за вработување во кривичниот суд, они поднале жалба до висшето јавно обвинителство, така што и тој предмет не е се уште жив. Да. Да подсетиме дека во случајот за градоначалникот на Сарај Блерин Беџети станува збор за платформите на матка, така? Точно така. Да. Добро, ќе видиме, ќе чекаме да видиме јавното обвинителство понатаму како ќе постапува. Да. Ни се отфрли случајот и за ректорот на универзитетот. Што е таму проблемот? Вие исто така поднесовте иницијатива за кривично гонење, сметајќи дека не е испочитуван законот за професионално вршење на функцијата ректор. Ректорот има договор практично како еден вид договор на дело, така? Како што таму се слободно се толкува, можеме и ова така да го истолкуваме како да е договор за дело. Не е договор за дело. Станува збор за договор за уредување на правата и обврските и одговорностите на ректорот. Знаете како во Законот за високо образование многу јасно стои која е функцијата на ректорот. И во новиот, и во стариот закон, што важел тогаш, си стои дека ректорот има раководна функција и дека ја врши својата должност професионално. Морам да го цитирам членот, зашто што едноставно дајте така да не настане забуна. И вика своите права од работниот однос ги остварува според договор склучен со Сенатот. Со договорот се уредува и обемот на неговиот ангажман на наставник на единицата од која е избран, кој не може да биде повеќе од 30% од работното време. Добро, како го разбирате вие ова? Дека тој мора да биде вработен во ректорат? Така. Професионално извршување на функцијата подразбирате дека значи вработување на ректорот во ректоратот. Па еве, земете го случајот со нашата комисија. Нели, ние сме професионално ангажирани, така? Сите ние си ги ставивме претходните работни односи во мирување. Пратениците на почеток, ако се сеќавате од 91 година, како беше, од 90 година наваму, работеа на почеток, како да кажам, непрофесионално. Значи, си имаа своји работни односи на друго место, а доаѓаа во собранието како избрани пратеници. Меѓутоа, тоа се смени понатаму со Законот за пратеници и тие од некоја 2002 година, колку што се сеќавам, станаа професионалци. Тоа значи дека нивните работни односи
претходно кај што работеле мируваат. И тие Станува сега збор за ректорот на Универзитетот Свети Кирил и Методи, господинот Јанкуловски. Во неговиот случај тој има договор со ректоратот, односно со Сенатот, по кој што добива надоместок за функцијата ректор, а во исто време продолжува да ја зема платата како доктор на клиниката за дигестивна хирургија. И како професор на факултетот, на медицинскиот факултет. И според вас тоа е прекршување на оваа одредба од Да, законот? ние сметавме дека не е испочитуван законот за високо образование. Знаете што? Не се работи сега само за овој ректор. Проблемот, пак ќе кажам, ние сме за превенција. Сме добиле пријава конкретно за ректорот. Неколку пријави добивме за ректорот и постапуваме по таа пријава. Меѓутоа, пораката што ја дадовме понатаму беше Министерството за образование и инспекторатите да ги утврдат случаите во другите универзитети. Затоа што секој гледа на секој начин тоа да го, како да речам... Во образложението од јавното обвинителство, меѓу другото, велат дека и претходните ректори на ист начин го уредиле својот однос со универзитетот. Да, по примерот на претходните ректори. Точно тоа е образложението. Јас лично сметам дека првиот човек на најголемиот универзитет во државата треба да биде пример за сите, а не да зима пример од другите. Мислам дека во овој случај законот е прекршен, односно договорот на кој што се повикува јавното обвинителство цело време, договорот склучен со Сенатот не е во согласно со законот. Тоа е клучно. Значи во договорот во ниту еден случај не пишува како се уредува неговиот ангажман 30% како наставник од универзитетот кај што доаѓа. Туку пишува дека тој понатаму платата ќе си ја зима таму. Значи цело време се зборува за, како да кажам, за финансиските приливи што тој треба да ги добие. Од таа страна на доместок, како кажа, има право на додатоци на плата, да не збориме за репрезентација и за службено возило, тоа више по дефолтови. Меѓутоа, тоа што треба да стои во овој договор е дека тој треба да заснова работен однос со ректоратот и дека 30% од своето време може да го потроши на клиниката, односно на факултетот. Ако е 40%, 40 часа работната недела, тој може 12 часа да си ги потроши на медицинскиот факултет или на клиниката. Тоа е она што требаше сега да се спроведе. Но обвинителството не мисли така, отворена Обвинителството не мисли така, меѓутоа има шанса министерот за образование ова да го протолкува, ако не нека го дообјасни во законот, ако мисли поинаку дека треба. Знаете, не можеме ние секогаш да тргнуваме од некој обичаено право било така и сега мора да биде така. Ако пишува тука прецизно поинаку, треба да се спроведе како што е напишано поинаку. Значи, јас консултирав многу правници за овој случај и ние оваа одлука не ја донесовме така брзо. Консултирав на вистина многу правници од аспект на тоа што значи професионалниот однос, работен однос. Тоа значи заснување на работен однос, вработување во ректоратот. Многу прашина крена и случајот со претходниот председател Ѓорги Иванов и неговите серија предизборни укази. Тој се жалеше на управен суд, ве доби таму и сега предметот по ваша тужба е на Висшиот управен суд. Да, и тие го отфрлија. И тие го отфрлија? Да, вчера. Аха. А од вчера е одлуката? Да. Што значи тоа го отфрлија? Па не знам, ајде да ја видам одлуката, па после ќе го коментирам. Не е во ваш интерес? Па не е во наш интерес, мислам дека причината е било зашто ние не сме поднеле преку државниот правобранител. Нешто во таа насока, меѓутоа не ме држете за збор. Да. Разгледаме убаво одлуката, па ќе коментирам. Целата збрка е околу тоа дали вие водите управна постапка или не, така? Ако можам да сватам на едно генерално ниво, дали важи за вас законот за општа управна постапка или не важи во вашите постапувања? Да, законот за општа управна постапка важи во делот кога се работи за приговорите за време на избори. Добро. Приговорите кои што ги доставува областен поднесувач, односно организатор на политичка кампања. Во случајот, ние го протолкувавме законот дека се работеше за покренување на предмет по наша собствена иницијатива. Не беше ова по пријава, туку беше по собствена иницијатива, по допрен глас од медиуми. И ние не му дадовме на председателот правна поука. Забелешките од управниот суд е дека треба да се повтори постапката и да го викнеме председателот на контрадиктори процедура.
Иако ние сите документи што ги побаравме од кабинетот ни беа уредно доставени. Значи се работеше за аргументи врз основа на документи, затоа не ценевме дека е потребно да го викаме председателот. Меѓутоа, како и да е, постапката се враќа од почеток, ќе го повикаме председателот, ќе ги разгледаме уште еднашка сите аргументи и ќе си донесеме одлука. Дали сепак има потреба до прецизирање на некои одредби во законот, ете поврзани со ова, дали важи или не важи законот за општа управна постапка? Да. Има заради тоа што од некои луѓе во јавноста се провеа мислењето дека треба ние да го применуваме законот за општа управна постапка. Иако ние не сме класичен орган на управување, државен орган на управување, туку сме еден вид независно тело формирано со закон, изгласано во собранието, чија визија и мисија е токму тоа, спречување на корупција, превентивна улога, спречување на судирни интереси, покренување на јавната свест на луѓето, совест на граѓаните и така натаму. Планирате некако да го канализирате ова ваше сознание? Да. Дека има потреба од законски измени? Преземавме некакви чекори и резултатот од тие чекори, односно дебати што ги организиравме во врска со ова, е да ги допрецизираме тие одредби што предизвикуваат забуна. Вие ќе иницирате измени во парламентот? Заедно со како една работна група со пратениците од собранието. Уште во овој актуелен состав или ќе го чекате новиот? Уште во овој, зашто да не? Мислам, на тие дебати учествува пратеници од овој состав, конечно, па и тие го донесоа овој закон. Добро, иако е релативно нов законот, мораме да признаеме. Законот е релативно нов, нема ни една година и навистина има добра основа за работа. Меѓутоа, да не дозволиме такви некои ситни недоразбирања да ни попречуваат во работата и од тие причини. Се согласувам. Долго време се зборува за потребата да се преселите од просториите во кои што работите сега во нова зграда, но тоа никако да се случи. Меѓу другото и законечно да се постави таа техничка опрема која што ја имате добиено преку ИПА грант, за да можете да се поврзете директно со државните институции од кои што онлайн директно, што се вели во реално време, ќе може да пристапувате до нивните документи и бази на податоци. До каде е таа цела сага, сега веќе би ја нарекол? Баш сага, добро да не премине во тага. За среќа, мислам дека веќе до крајот на овој месец целата таа постапка ќе биде завршена, бидејќи сите препреки кои што ни се појавија во текот на овој период се надминати. Тоа се однесува на измени на проектот во текот на градба, па барање за измени до градот Скопје, па барање од проектантот да даде согласност за тоа, па една комисија за технички прием, па сега треба друга комисија. Значи, административна авантура, како да го наречам сето ова, меѓутоа, за среќа веќе гледаме така, дзиркаме бела точка на тунелот и мислам дека ќе успееме да завршиме со ова, а уште повеќе и да избегнеме казната и да не ги враќаме парите до Европската комисија, затоа што опремата воопшто не е ефтина. Станува збор за 670.000 евра. Ќе треба да се враќа? Па ако не се стави во употреба до 31 декември, ќе треба да се враќа. А комисијата е тука многу јасна. Европската комисија. Да. Значи, основно, кога се доделуваат типа грантови, е опремата или било што за што ќе се употребуваат средствата од тој грант да бидат употребени и таа инвестиција да биде одржлива. Ни помина времето за разговорот, само блиц ве молам, докаде е новата стратегија? И новата стратегија се подготвува, на почетокот на октомври ја започнавме. Таа е национална стратегија, треба собранието исто така не се да донесе. Во подготвувањето на оваа стратегија ги поминавме сите чекори од утврдување на ризици, на ризични области, на ризични столбови, на ризични фактори и така натаму до утврдување на, мислам, со тоа ја заокруживме методологијата по која ги собираме податоците. Повикавме представници од многу институции, односно од оние институции каде што се утврдени ризичните фактори, кои што дадоа свој придонес како да се надминат системските слабости што постојат, за да ги избегнеме можните ризици од корупција. Веќе можам да речам некаде 2/3 од работата е завршена, останува уште еден дел да се заврши некаде до крајот на декември, почетокот на јануари. Мислам дека ќе имаме добар документ.
Овој парламент или следниот ќе усвојува стратегијата? Па ние не се оптеретуваме со тоа кој парламент, немаме некој стриктен датум до кога треба да ја поднесеме. Ние ќе ја поднесеме што можеме побрзо, значи многу интензивно работиме и на тоа, но најважно од се ни е да биде квалитетна, да биде прифатена од институциите и да биде применлива. Заради тоа што, пак ја повторам, борбата против корупција и спречување судирни интереси не е само на ДКСК. Во таа борба треба сите да учествуваат, како институции, така и граѓани. Така што мора да убаво да се испече, што би се рекло, за да не биде само едноставно мртво слово на хартија. Благодарам што бевте дел од 360 степени. Благодарам и на вас. Во продолжение ве поканувам да го погледнеме интервјуто на Владимир Мирчевски со холандскиот амбасадор во земјава. Ambassador, many European Union officials, as well as member states, have stated that not reaching a consensus for start of accession talks with Skopje and Tirana was a big historical mistake. But these kind of talks have not been heard from The Hague or some similar formulations. Does it mean that the Dutch government thinks that decision to have no decision was a justified one? When 28 sovereign democratic states are unable at one gathering to reach a conclusion, I don't think it makes any sense to talk about historical mistakes. It is at most a historical fact. But it shouldn't also be made, in our view, into high drama. It is a disappointment, and I understand the disappointment. It is also a disappointment for us. Because we see room for North Macedonia to start the talks. But it is not a drama, it is more, in our view, a bump in the road. We are in a process, we are in a long process of moving this country closer to the European Union, and at some point into it. And that was our position, and that is our position, and that will be our position. The EU membership perspective is alive and well, and what is important now that the process of bringing North Macedonia closer should not be interrupted. There's still a lot to do, and also after the accession negotiations have started, there is still a lot to do. Is the Dutch government familiar with the initiative from other member states, let's say like Italy, to put the issue of enlargement, starting of accession talks with North Macedonia and Albania as soon as possible on the agenda of European Union Council? Again, you have to ask yourself how prudent it is to make one date into a highly symbolic date, as happened to the European Council in October. Yes, it will be on the agenda of the General Affairs Council next week, I think, and. But that is an inventory. It will be, I think, briefly discussed where we stand now. It is clear we need a new report from the Commission. The Commission is not yet operational. The hearings are still going on. So there will be, you cannot expect any new decision in the General Affairs Council. There will be an inventory. And the good thing is that it shows that the issue is alive, that member states are concerned about what's going to happen next. But again, there will be no decisions in this council. Mm-hmm. What if in the future talks between EU member states, some of them still insist on making a joint decision for both of the countries? Will North Macedonia and its progress become, let's say, a victim to the disagreement among certain member states of Europe? Well, it is very, very difficult to speculate on the negotiating positions of other member states. Our position is clear. And we have always said that we will assess the situation per country on its merits. And that is our prerogative. We have our own views on which steps candidates should take before they become members of the European Union, and that is what we've been saying. It is merit-based, it is strict and fair, and at this point, that assessment leads us to a position where we see possibilities for
North Macedonia to start the negotiations. And we don't see those possibilities yet for Albania. If others want to couple these issues, then I cannot speculate on that, but I think it would be unwise to start not judging countries on their own merits, and we are judging countries on their own merits. When the Netherlands mentions the importance of adopting a new law on public prosecution, what exactly do you refer to, having in mind that the Special Prosecutor's Office cases have been transferred to the regular prosecution? And also when we discuss about the rule of law, don't you think that it's far more urgent work to be done in the situation when judiciary, having in mind the law efficiency in the processes about the SPO cases, very few verdicts, too much time and postponing the trials, especially since the European Commission is at the beginning of this mandate was against deep cuts in this area? We have now 26 years of diplomatic relations with this country, and during that time, we have always been busy in promoting the rule of law and transforming the judiciary. We have had projects, and we at the moment have projects that deal with young lawyers, with the fighting corruption, with the quality of the judiciary, with the quality of the penitentiary system, with the quality of youth detention. We are supporting the way the public prosecutor's office works. So this is a continuous field of attention for us, and it is important. But on the other hand, if North Macedonia wants to become a member of the EU, it will need to have its laws in order. Because, of course, it is very important that now existing cases will continue to be prosecuted. Nobody is above the law. And the people, it has to be made visible for the people that nobody is above the law. That there is a level playing field, that if you do wrong, you get prosecuted. But we also have to ensure that this will happen in future. So it's important that past cases will continue to be prosecuted, but also future ones. And for that, you need a law. How you do that is completely up to North Macedonia, right? Whether you need a new law or amend existing laws or make regulations that implement existing laws. But it has to happen, and at some point, certainly when you start accession talks to the EU, this has to be made in order. It has to be, and not only on paper, it has to be implemented on the ground. It has to work in practice. So simply said, you want to see continuity in the SPO cases and their end. We fully realize how difficult it is at the moment to come to a consensus on a new law. And we very much hope that now that there are early elections, that this process of modernization and reform, certainly in this area, will not stop, but will continue. But as I said, it is up to North Macedonia how it gets its house in order. But it has to get its house in order. And for that, there needs to be a guarantee also for the future that nobody is above the law. On EU integration process again, have you, Dutch government, seen any of the proposals from France concerning the new accession methodology? Well, we are of course in consultations with the French, but that is an internal matter. Yes, we think it is important that we look again at the methodology, and for us that means that we would like to see a process that is phased and reversible, and for us also there the focus will be on rule of law and fighting corruption. Ambassador, recently Dutch Parliament ratified the accession protocol for North Macedonia for NATO membership. Why was Holland among the last states that has done this? And will Holland be so keen to lend its support for North Macedonia in EU terms? Yeah,
practically every treaty, I get the same questions because we have a very long and complicated parliamentary procedure that does not say anything about how eager we are to enter into any given treaty. It just takes time. And we are always amongst the last. Am I happy about it? No, I would like to see those things move forward quicker, but as we've always said, there is not any problem on the merits of North Macedonia's NATO membership, and it has been approved now by the upper house of our parliament, and it has been voted through, and the instrument of the treaty will be deposited in Washington, I also think, next week. So, done. And yes, we very much welcome North Macedonia as the 30th member of the NATO. Does the Dutch government share the assessment of French President Emmanuel Macron that NATO is clinically dead and the European Union is on the edge of the abyss, as he said? Well, you ask me if I believe the Earth is flat, right? The fact that the people who live in Europe are, for the last 70 years, amongst the richest, the healthiest, the longest living, and who have been living now for 70 years in peace, that is due to membership of NATO and membership of the European Union. And since the collapse of the Soviet Union, we are in a process of including not only Western Europe, where it existed, but the rest of Europe into these structures that will guarantee people's security and will guarantee people's prosperity. I think we are nearing the completion of that process, and that is why in our view, there is an absolute European perspective for this part of the world. And that is why I think that the day will come that North Macedonia will be a member of the European Union, as you are becoming now a member of NATO. That is the essence of the way we cooperate with each other since the Second World War. So I think both NATO and EU are essential for our well-being, for your well-being, and for your security and your prosperity. Ambassador, thank you very much. Thank you. Останете на Алсат, по паузата е саботажата.